работата оди добро, повеќе од добро, имаме само една обструкција, се работи за десетина собственици на диво изградени вили и хациенди со базени во околината на Прилеп. Имајте предвид дека на целата траса помеѓу Битола и Прилеп, затоа што е рамничарска положбата, поминува низ Пелагонија, не може да се најде материјал, народски кажано тампон, со кој што може да се гради овој автопат, и локацијата е во близина на местноста Ореовец. Таму има, како што кажав, десетина буџовани кои што си ги штитат собствените хациенди и вили и не дозволуваат на изведувачот да пристапи кон наоѓалиштето, иако на приватниот изведувач кој што има во соседството, например, наоѓалиште, него му дозволуваат, значи камионите од приватниот изведувач не предизвикуваат бучава, потреси и загрозување на водата или не знам на што, иако Прилеп вода пие од студенчишта, изворот од Кичево, а не од тука, ама еве, таков аргумент има, но камионите на изведувачот кој што работи за државата, во случајов на Бехтел Ленка, тие произведуваат бучава, тресат и така натака. Само да знае јавноста дека штетата по однос на државниот буџет може да достигне до 100 милиони евра, имајте предвид дека сега сме приморани да купуваме материјал од приватни каменоломи и да плаќаме за неговиот транспорт, што кога ќе ја пресметате цената на материјалот и на транспортот може да стигне до 100 милиони евра, кои што ако вложиме во Прилеп, Битола, Могила, Новаци, Кривогаштани, Крушево, целиот регион ќе се трансформира целосно, а ние треба да ги даваме по приватни џебови. Јасно е таму дека има агенди, само се прашувам дали агендите се бизнис и политички или се само бизнис.